Драги гости, почитувани присутни, добар ден. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола достојно го обележува 8 декември, својот патрон, како што впрочем заслужува Свети Климент, чија појава и дело силно го разбистри просветителскиот пат, со нова светлост, со нови интелектуални и духовни патокази, истовремено и голем државен празник. Посебно е задоволството, особено за нас, студентите, дека имаме чест да ја поздравиме и да ја посакаме срдечно добре дојде на претседателката, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Нејзиното присуство за студентите на УКЛО дава посебност на настанот. Денешната свеченост коинцидира со два важни академски моменти во година во која што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заокружува обележување на јубилеите 100 години од нашиот почеток, основањето на нашата најстара единица, Научниот институт за тутунот Прилеп, и 45 години од основањето на универзитетот. По повод чествувањето, поздравен говор ќе одржи ректорот, професор доктор Игор Неделковски. Ректоре, повелете. Почитувана председателке професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, почитуван заменик министер, почитувани ректори, почитувани поранешни ректори, почитувани проректори, почитувани декани и директори, почитуван председател и членови на Универзитетскиот сенат, почитуван председател на Одборот за акредитација, почитувани професори, почитувана генерален секретар и вработени во административно-стручните служби, почитувани гости. И на крајот, но на водечко место, почитувани и драги студенти. Традиционално, како и секоја година, во пресред на големиот христијански празник Свети Климент Охридски, Универзитетот Свети Климент Охридски гордо го чествува својот патрон, великиот учител Свети Климент, бидејќи нашите корени потекнуваат од Охридската книжевна школа, што пред 1100 години ја основал Свети Климент Охридски. Но оваа година имаме дополнителни причини за одбележување. Под мотото "Еден век наука и знаење" одбележуваме
100 години од почетоците на универзитетот, односно основањето на нашата најстара единица, Научниот институт за тутун во Прилеп. Универзитетот не го прават зградите и опремата, туку луѓето кои со децении се вложиле во неговиот развој. Затоа, со полно право велиме дека јубилејот 100 години научен институт за тутун е јубилеј на Универзитетот Свети Климент Охридски. Бидејќи тие, вработените на овој институт, заедно со вработените на уште 7 факултети, виши школи и институти во 1979 година се здружиле и основале универзитет во Битола. Затоа, оваа година славиме и 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и овие две прослави ги споивме. Овде и сега одбележуваме 45 години институт, а потоа во Прилеп 100 години научен институт за тутун. Бидејќи сите сме едно, сите 10 факултети, една висока школа, еден научен институт и 5 придружни членки. Сите сме УКЛО. Но и сите сме дел од големата европска Колорс фамилија. Универзитетот Свети Климент Охридски е првиот македонски универзитет кој што стана член на Европска универзитетска алијанса. Се радуваме што следната година уште 2 универзитети од Македонија ќе станат дел од Европски универзитетски алијанси. Со пристапувањето кон алијансата со акроним Колорс, Универзитетот Свети Климент Охридски се здружи со уште 8 универзитети од Германија, Франција, Шпанија, Италија, Шведска, Полска, Хрватска и Латвија. Со тоа, нашите студенти ќе можат дел од своите наставни обврски и воннаставни активности да ги остваруваат на било кој од овие 9 универзитети, а во догледно време се надеваме да добиваат и двојни дипломи. Затоа велиме, секој студент на УКЛО не е само еден од повеќето од 4000 УКЛО студенти, туку еден од 120.000 Колорс студенти. На овој начин се трудиме да најдеме решение за онаа рак рана на нашето општество. Одливот на мозоци, одливот на младите. И сакаме да промовираме циркулација на мозоци како алтернатива на одливот, или како што ние велиме, студирај во Европа од дома. Може би затоа, УКЛО во оваа академска година успеа за 12% да го зголеми бројот на ново запишани студенти во прва година во услови на намалување од повеќе од 5% на бројот на матуранти. Акронимот Колорс значи колаборативни, иновативни, одржливи регионални универзитети. Сите 9 членови се типично регионални универзитети, каков што е УКЛО. Универзитети кои не се и немаат цел да бидат на водечките позиции на светските ранглисти на универзитети или да се надпреваруваат со големите универзитети во главните градови, туку да придонесуваат во регионалниот развој на своите држави. Исто како и мисијата на УКЛО. Без УКЛО, функционирањето и развојот на неколку региони во државата, преди се
на Пелагонискиот и Југозападниот, но во голема мера и Вардарскиот, би се довело во опасност и уште повеќе би ги засилило миграциите кон главниот град и во странство. Сценарио што не го посакува ниту една држава. Но ова во никој случај не значи дека се откажуваме од врвните научни истражувања. Напротив, со гордост објавивме дека Универзитетот Свети Климент Охридски од оваа година е прв македонски универзитет рангиран на така наречената Impact ранг листа на Times Higher Education. Оваа ранг листа ги оценува универзитетите според нивниот придонес кон целите за одржлив развој на Обединетите нации. Критериум тесно поврзан со мисијата на УКЛО. Исто така, се гордееме што од оваа година се придруживме на 3 други македонски универзитети и сме рангирани на европската листа на веројатно најреномираната глобална ранг листа на универзитети QS листата. Се надеваме дека барем еден од овие македонски универзитети наскоро ќе се најде и на светската QS ранг листа. Со тоа потврдуваме дека УКЛО е дел од водечките македонски универзитети кои се рангирани на 2 од 3 најреномирани светски ранг листи, во кои покрај QS и Times спаѓа и Шангајската листа. Но ние и дел од македонските универзитети сме рангирани на оние две ранг листи единствено препознаени како релевантни во западните демократии на кои им припаѓаме и кон кои се стремиме. Деновиве слушаме дека во политиката на државата кон високото образование ќе се извршат сериозни промени, при што акцентот се става на квалитетот. Јавно порачувам дека државата секогаш во УКЛО ќе има најсилен поддржувач и сојузник во имплементација на политиките за зголемување на квалитетот на високото образование и науката. Но и укажуваме дека за да сериозно се зајакнат универзитетите, потребно е да се подмладат. Не само преку вработување на млад наставнички кадар, туку и преку стипендирање на докторските студии. Секаде во светот докторантите со своите истражувања се ударната тупаница на универзитетите. За жал, во Македонија, младите докторанти не само што не добиваат надомест, туку и плаќаат школарина за своите докторски студии. Со финансирањето на докторските студии, државата, покрај што ќе обезбеди научен подмладок на универзитетите, ќе овозможи зголемена конкурентност и иновативност на стопанството, бидејќи поголем дел од тие докторанти по завршувањето на своите докторски студии ќе треба да се вработат во стопанството или да основаат своји стартапи базирани на научни истражувања. Почитувани, денес ја заокружуваме оваа јубилејна година. Започнавме на 25 април на денот на основањето на универзитетот со организирање на отворен ден, посветен исклучиво на нашите студенти, за кои се радувам дека се дојдени во толкав број и денес. Тогаш одбележавме и 90 години од првото студентско здружение основано во Битола од студенти на универзитетите во Белград, Загреб и други градови во тогашното кралство Југославија. Крешендото на нашите многубројни настани оваа година беше организацијата
на 9-тиот ректорски форум на земјите од Југоисточна Европа и Западен Балкан, на кој присуствуваа околу 60 ректори, проректори и други високи представници на универзитети од 14 европски земји. Денес го имаме финалето и сме горди што нашиот патрон го чествуваме заедно со нашата председателка и со сите вас присутни во салата. Продолжуваме уште повеќе посветено. Сега, веднаш и во иднината што ни престои. Виват Академија, виват УКЛО! Посебност на денешниот настан му дава присуството и обраќањето на нашата председателка, професор доктор Гордана Силјановска-Давкова, до студентите и академската јавност. Од позиција на истакнат академски деец, успешен политичар и личност со плоден општествен ангажман. Среќни сме дека го имаме тоа задоволство. Нашата председателка да се обрати до овие млади луѓе, студенти, од кои се очекува да бликне оригиналност, младешки дух, ентузијазам. И затоа, не постои подобро место да ги слушнеме незините пораки, упатени до нас и до нашите професори, за да може да се вградат во иднината на државата. Председателка Силјановска-Давкова, повелете. Почитуван ректор, почитувани професорки и професори, сакани студенти. Речта универзитет е повеќе од збор. Таа е символ на знаење, темел на прогресот и аманет од генерациите кои го осветлиле патот на човечката мисла. Во овој збор одекнуваат гласовите на минатото, се кршат предизвиците на сегашноста и блескаат надежите за иднината. Одбележуваме 45 години постоење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и 100 години од институтот во Прилеп. Оваа институција е институција која со својата мисија ги проширува хоризонтите на знаењето, ги инспирира младите умови и стои како темел на образованието, науката и културата во југозападниот регион, но и многу пошироко. Денешниот јубилеј е сведоштво за 4,5 децении исполнети со труд, но и со визија и посветеност. Свети Климент не случајно универзитетот го носи неговото име. Во секоја буква од него се втиснати вековите што сведочат за нашата истрајност и нашата посветеност на образованието како возвишена цел. Основан во 1979 година како втор државен универзитет во Македонија, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беше роден од идејата дека знаењето мора да биде достапно до сите, дека светлината на образованието треба да ги достигне сите агли на нашата татковина Битола, со својата длабока историја и космополитски дух стана дом на овој универзитет, но неговите гранки брзо се проширија и кон Прилеп, Охрид, Кичево, Велес и Скопје. Оваа институција не е само географски расејана, туку и културно, научно и духовно богата. Преку своите 10 факултети, Високата стручна школа и научниот институт за Тутун, универзитетот стана повеќе од образовен центар, стана двигател на економскиот и социјалниот развој во југозападниот регион. Но, гордоста на овој универзитет не лежи само во неговите програми или научни истражувања. Таа се отелотворува во студентите и професорите, во нивниот труд,
амбиција и посветеност. Студентите се најголемата инспирација на оваа институција, двигатели на незиниот напредок и чувари на незината мисија. Во нивниот успех се отсликува успехот на универзитетот, а нивниот пат е нашата заветна мисија да ги подготвиме за светот, да ги збогатиме со знаење, вредности и визија. Од срце им честитам на 9 најдобри студенти, на најплодниот млад научник, на најплодниот научник и најдобриот научник. За мене, овие награди не се само символ на успех, туку и аманет за оние што доаѓаат по нив, дека знаењето не е привилегија, туку и одговорност. Како долгогодишна професорка, често пати велам дека нема подобра инвестиција од она во знаењето и образованието. А како председателка, одговорноста за обезбедување квалитетно образование ја чувствувам како должност. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е неразделен дел од мозаикот на нашите стремежи. Дел што го осветлува патот кон изградба на просперитетна држава заснована врз темелите на знаењето и духовниот подем. Говорењето за неговите научни и академски достигнувања и дела, што инспирираат со восхит и заслужуваат восхит и почит, сето тоа ме исполнува со гордост и храброст. Од локални подвизи, како освојувањето на престижниот инженерски прстен за 2023 година, до блескавите интернационални признанија, овој универзитет ја испишува својата вредност низ редовите на квалитетното високо образование и плодотворната академска заедница. Свети Климент, чиј дух живее во секој агол од оваа институција, не би сакал само да се слави неговото дело, туку неговата мисија да продолжи. Да создаваме, да учиме, да пренесуваме, да ја негуваме писменоста, да го шириме знаењето, да ги инспирираме идните генерации да го променат градиот свет. Затоа, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола не е само чувар на минатото, туку и символ на иднината, која ја оплотува неуморената жет за знаење, творештво и иновација, ја обединува вековната мудрост со стремежот кон нови хоризонти, каде знаењето и просветителството се водилки на човечкиот прогрес и потврда за траен духовен и културен развој. Преку своите 48 програми за додипломски студии, 57 за постдипломски и 20 за докторски, вие создавате генерации подготвени за предизвиците на денешниот, но и на утрешниот ден. Преку своите научно-истражувачки центри, како Институтот за старословенска култура и Хидробиолошкиот завод, Универзитетот го поврзува нашето културно и природно наследство со современите научни достигнувања. Членството во меѓународните академски мрежи и Европската универзитетска асоциација, заедно со престижните рангирања на престижните листи, го зацврстуваат вашето место, местото на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на глобалната академска сцена. Како втор македонски универзитет што го носи ова признание веднаш зад Универзитетот Свети Кирил и Методи, мислам на споменатото Times Higher Education, но и како прв и единствено државата во категоријата на одржлив развој, мир, правда и силни институции, вие заслужувате почит. Меѓу многобројните достигнувања особено се издвојува освојувањето на првата награда за најдобар научен труд од областа на биотехнологијата, признание што беше доделено на студент од УКЛО на меѓународната студентска конференција. Овој триумф
е сведоштво за академската извонредност, за иновативниот дух што универзитетот го негува, претворајќи ги своите студенти во амбасадори на знаењето и инспирација за идните генерации. Почитувани, на овој ден со почит се сеќаваме на оние кои го изградија и обликуваа Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Секој професор, секој студент, секој истражувач и вработен е и неизоставен дел од оваа величествена приказна. Токму тие се столбовите што гарантираат дека иднината на УКЛО ќе биде светла, исполнета со нови можности и достигнувања. Имиња како академикот Глигор Каневче и истакнатите странски нобеловци, како почесниот професор Ден Шехтман, се само делот на учената слава и духовното наследство на УКЛО. Тие отелотворуваат неговата посветеност на принципиелната проактивност која го води овој универзитет и создава и негува вредности од интернационално значење. Свети Климент е еден од најголемите столбови на македонската духовност, првиот словенски епископ, учител, книжевник и основоположник на писменоста на нашиот народ. Нека неговиот дух продолжи да биде светлина, што ќе го осветлува нашиот пат и патот на овој универзитет. Нека оваа институција биде пример за тоа како традицијата и современоста можат да се спојат, како знаењето може да биде сила што ќе ги движи нашите општества напред. Нека остане светилник што ќе ги инспирира идните генерации, водејќи ги по патот на Свети Климент, патот на знаењето, на мудроста и духовното издигнување. Тој е патрон на нашиот јазик, образование и книжевност, темели на кои почива културното и духовно наследство. Горда сум што Свети Климент е охридски, а уште погорда што Охрид, мојот роден град, е Свети Климентов. Нека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжи да биде символ на стремежите за напредок, чувар на љубовта кон јазикот, книжевноста и образованието, воден од вечната инспирација на својот патрон. Ви благодарам. Oh,
Нашата држава и нашиот укло се повеќе ја нагласуваат важноста на науката и научните достигнувања на академскиот кадар, како предуслов за квалитетно високо образование. Тргнувајќи од заложбата за подобрување на научните перформанси на универзитетот и давање признание за оние наставници и соработници кои ги објавуваат своите научни и стручни резултати во реномирани научни списанија. Доделуваме пофалници и награди за објавени научни трудови во академската 2023-2024 година во две категории. Најплоден научник, рангирани според вкупниот број објавени трудови во списанија, референцирани во Scopus базата, и најдобар научник, рангирани според вкупниот рейтинг на цитираниот SiteScore на трудовите објавени во списанијата референцирани во првиот квартал на Scopus базата. Во двете категории доделуваме посебно признание и за младите научници до 35 години, кој ќе ги додели ректорот. Ректоре, повелете. Доделуваат на професор доктор Благој Ристевски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола, и доктор Александар Иванов од Факултетот за безбедност Скопје. Пофалници во категоријата најплоден научник на укло се доделуваат на професор доктор Бојан Сербиновски од Факултетот за туризам и угостителство Охрид, професор доктор Весна Антовска-Кнајц од Технолошко-технолошкиот факултет Велес, професор доктор Андријана Боцевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, професор доктор Иванка Несторовска од Факултетот за туризам и угостителство Охрид, асистент магистар Горан Велјановски од Техничкиот факултет Битола, предавач магистар Денис Арсовски од Високата медицинска школа Битола и доктор Јордан Ќосевски, член на укло мрежата. Пофалници во категоријата млади научници се доделуваат на предавач магистар Денис Арсовски од Високата медицинска школа Битола и лектор магистар Елена Шалевска од Педагошкиот факултет Битола. Следува прогласувањето на најдобрите кои добиваат диплома, плакета и парични награди. Најплоден млад научник до 35 години во академската 2023-2024 година е асистент магистар Горан Велјановски од Техничкиот факултет Битола. Третото место во двете категории најплоден научник и најдобар научник го освои професор доктор Бирилјана Трајковска од Факултетот за биотехнички науки Битола. Второ место во категоријата најплоден научник му припадна на професор доктор Благој Ристевски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. Второ место во категоријата најдобар научник добива доктор Марија Бошевска, член на укло мрежата. Првото место и во двете категории најплоден научник и најдобар научник на укло во академската 2023-2024 година убедливо ги освои професор доктор Анка Трајковска-Петковска од Технолошко-техничкиот факултет Велес.
се обрати. Почитувана председателка на државата, почитуван ректор, почитувани гости, колеги, професори, мои драги студенти. Честа е моја да бидам денес со сите вас овде. Ви благодарам на довербата и оваа година по втор пат да бидам наградена за најдобар научник науку. Минатата година истакнав дека работам посветено, мотивирано, целејќи кон вистинските вредности. За секој нареден ден да бидам подобра верзија од мојата вчерашна. Така впрочем и се случи. Наградата беше потик да се сработи уште повеќе. Јас нема да застанам тука. Наградата не е триумф само за добро завршено дело. Верувам дека и моите колеги, добитници на вредните награди и признанија денес се сложуваат со мене, но ќе зборувам во свое лично име. Ќе ја оправдам и ќе продолжам да работам со исто темпо, како што го разбирам, прочем, и животот и успесите, како патување, а не дестинација. Тешкотиите се појавувале и во мојот живот, ќе се појавуваат и понатаму. Никој не е изолиран од нив. Но ова го кажувам од денешен аспект, гледајќи наназад во мојот живот. Токму тие потешкотии ме направија појака, поиздржлива, уште помотивирана да успеам во личната детерминираност. Впрочем и храброста не е отсуство на стравот, туку победа на стравот. Мојата порака до младите генерации денес и секогаш е: работите посветено, со пасија, имајте своји принципи, не подлегнувајте на привилегии, направите план за да го постигнете, ја постигнете вашата цел и соодветно изберете ги вашите партнери, било во животот, било во науката, било во работата. Тоа се основните принципи кои сакам да ги споделам со вас и успехот ќе биде неминовен. Затоа препорачувам да го живеете својот сон овде, во земјата, верувајќи во нас и во нашите институции. Не е на одмет ако појдете надвор од земјата за доусовршување или стекнување на нов сет на вредности и компетенции. Но вратете се дома со додадена вредност. Тоа, впрочем, го направив и јас. Само заеднички со вас можеме да изградиме подобра иднина, како што некогаш и Рузвелт истакнал. Не секогаш можеме да изградиме иднина за младите, но секогаш можеме да изградиме млади за иднината. Во оваа прилика би сакала искрено да се заблагодарам на ректорот Неделковски и на неговиот тим за несебичната поддршка на науката и иновативните проекти на овој универзитет, на моралната поддршка на мојата фамилија, што во секое време ми пружа и задоволство и љубов. И на крај би завршила со една моја верзија од изреката на познатата мајка Тереза. Светот е гладен за повеќе знаења, а не за дипломи. И токму знаењето е богатство, кое може да го поседуваме неограничено, без да стравуваме дека ќе бидеме ограбени. Ви благодарам на вниманието, честит да ни е јубилеот и честит да ни е патрониот ден. Повелете, колеги, на фотографија заедничка. Благодарам на сите остално гордост на универзитетот. Хвала, се враќа се убаво.
Суштината на универзитетот се студентите, нашите колеги, младите луѓе во амфитеатрите, низ факултетските аули, низ училниците, места каде се очекува да блика оригиналност, младешки потенцијал, идејност и ентузијазам. Во тој дух, денешната свеченост укло ја поврзува со прекрасната традиција да ги обедини елоквенцијата и младоста. Тоа е можност, со должно внимание, да им се честите на најдобро дипломираните студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои добиваат пофалница и парична награда од вредност на 10.000 денари. Наградите за најдобро дипломирани студенти ги добиваат Магдалена Џумковска, ветеринарен факултет Битола, просек 8.83. Катерина Верлјановска, правен факултет Кичево, просек 9.10. Теодора Димеска, факултет за биотехнички науки Битола, просек 9.25. Игор Герасимовски, факултет за безбедност Скопје, просек 9.33. Катерина Стојковска, технички факултет Битола, просек 9.38. Софи Гајтановска, факултет за информатички и комуникацијски технологии, со просек 9.80. Викторија Босилковска, педагошки факултет Битола, со просек 9.90. Марија Николовска, економски факултет Прилеп, со просек 10. Теја Тасеска, факултет за туризам и угостителство Охрид, со просек 10. Може да се фотографираме. Повелете, колеги. Почитувана председателке Давкова, почитувано раководство на универзитетот, драги родители, колеги, присутни гости. Вашиот аплауз е големата награда за нашиот вложен труд. Ние се радуваме заедно со вас дека успешно е изоден еден вреден пат кој веруваме соодветно ќе се препознае. Веруваме дека ги разбирате нашите желби и очекувања, ќе ги поддржите и дека тоа ни е заедничко. Во овој свечен миг, кога се свртувате кон нас, ние се свртуваме кон нашите учители, кои се раководеле од духовната поука дека нема ништо поголемо од учењето со кое се придобива почит и чест. Тоа што се потрудивте да бидеме добри луѓе е всушност и ваша награда. Чесен и добар поединец, ученик, студент се воспитува од добро воспитан учител и мудар наставник. Во духот на аманетот на нашиот Свети Климент се подсетуваме на доблеста за самопрегорност, за себе, за доброто на другите, за општото добро. И за тоа ви се заблагодаруваме. Тоа од нас дипломираните, за да ги охрабриме помладите колеги. А тоа најдобро ќе го каже новиот студентски лидер Димитар Атанасовски. Почитувани, во името на сите студенти им се заблагодарувам на нашиот ректорат за ваквата достоинствена манифестација.
И се заблагодарувам и на нашата председателка, која што одвои од своето време да ни направи чест и да присуствува тука денес. Нека овој патрон празник представува подсетник за значењето на професорот за студентот и на студентот за професорот. Едни без други не би можеле. А ние студентите сме тука, гледаме, учиме и делуваме за напредок, бидејќи тоа е нашата студентска должност. Ви благодарам. Студентскиот лидер од име на студентите на председателката ќе ја подари букет и колекција студентски изданија со истражувачки трудови и 2 броја од изданието. Председателка. А во име на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ректорот професор доктор Игор Неделковски ќе изрази уште еднаш искрена благодарност до председателката која не удостои по повод значителните годишнини и го збогати денешното честување на патронот Свети Климент, неговата исклучително просветителска мисија и безприемна универзална етика. Ректорот во знак на длабоко внимание ќе подари пригоден дар, статуетка од Свети Климент Охридски, авторско дело на академскиот вајар Стефан Малбашик, кој што ја продолжува зографската традиција и мисијата на византиската средовековна иконописци. Предноста на прославите и годишнините е што тие сами по себе асоцираат и на нови можности, предизвици, нови битки пред универзитетот, пред сите нас, особено пред нас младите луѓе, како што тоа е впрочем и на глобален план. Како студенти на УКЛО, заедно со нашиот претходен и сегашен студентски лидер, ја користиме убавата пригода од име на студентите да му доделиме благодарница и на ректор. За комплетната поддршка, присуството на секој студентски настан и силната мотивација која со ректорскиот тим го придвижија и анимираа студентскиот активизам, со уважување студентите да бидат вистински спиритус мувенс на УКЛО. Ректоре, ви благодариме. Почитувани присутни, се заблагодаруваме на хорот Стив Наумов од Битола и вокалниот интерпретатор, сопранот Билјана Талевска. Со должна почит и признание се присетивме и на големото просветителско дело и мисија на учителот Климент. Тоа е историски долг и посебно за нас, младите генерации. Но тоа е и аманет што не обврзува. Со нашите професори и ментори, со сите вас, позасилено да ги негуваме универзалните вредности на образованието, науката и културата, за забрзан растеж и афирмација на универзитетот и на државата. Длабок наклон кон сите и ве покануваме на заедничко дружење. Ви благодарам.